Новите планирани вработувања во општина Штип за 2018 и 2019 година беа централни точки на денешната 6-та седница на Советот на општина Штип. Во наредните 2 години планирани се 20 нови вработувања во општинската администрација. Новите вработувања во општина Штип за 2018 и 2019 година кои се предвидуваат беа жешките точки на денешната седница на Советот на општина Штип. Поради итноста на донесувањето на овие две одлуки, денеска пред одржувањето на седницата на Советот, седници има и матичните комисии. Опозицијата пред да се гласа за дали овие точки да се стават на дневен ред, реагираа. Не знам, председателе, зошто на сила сакате да протуркате годишен план или планови за вработување во општина Штип, на начин со кој што ги доставувате касно материјалите за советнице, да немаме време ниту да ги разгледаме и до сега да немаме време да реагираме во врска со ова, бидејќи со овие точки гледам дека планирате 20 вработувања нови да направите во општина Штип, а 13 во 2018 година и 7 во 2018 година. Секретарот на општина Штип Сонја Китанова во своето излагање пред советниците истакна дека вкупниот број на вработени во општина Штип до декември 2017 година е 160 македонци, по 1 турчен и србин, 7 власи и 4 роми, а во 2018 година се најавени 7 пензионирања. Планирани нови вработувања во тековната година до 31 декември 2018 вкупно 13, од кои 11 македонци и 1 ром. Со тоа што, доколку се оствари планот, доколку се реализира планот, на крајот на годината ќе има 166 вработени во локалната самоуправа. Советниците во Советот, во зависност од тоа од која партија доаѓаат, дебатираа и даваа подршки или не за новите вработувања, кои се предвидени во општина Штип. А до пред известно време го напаѓавте раководството, претходното раководство на локалната самоуправа, дека има превработеност и дека се трошат финансиски издатоци за партиски вработувања. Малку е лицемерно, кога тогаш едно сте зборувале, сега истото да го правите дури со поголеми финансиски издатоци. Можевме да чуеме дека многу места кои што се битни со давање квалитетни услуги на нашите сограѓани и некои места кои што се битни за да може локална власт која мора да работи во корист на граѓаните, да може да работи, мора да се пополнат тие работни места. Вие не можете јас сега прв пат слушам дека имаме само еден градежен инженер за град од 50.000 жители, за град кој има една своја динамика од како стане и универзитетски центар. Согласно законот, одлуките за новите вработувања во текот на оваа година и наредната година мора да се донесат. Во спротивно општината ќе мора да плати и казна од 5.000 евра. Доколку овие вработувања се реализираат, во тој случај од буџетот дополнително за новите вработени ќе се издвојуваат околу 5 милиони денари. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е денеска на пресконференција остро реагираше на донесувањето на законот за јазици. Покрај апелот на разум од страна на ВМРО ДПМН до Социјалдемократскиот сојуз и покрај апелот на разум од страна на експертската јавност за недонесување на еден ваков неуставен антимакедонски закон, СДСМ вчера заедно со својот коалиционен партнер ДУИ донесе закон кој што ќе има штетни последици по унитарноста на Република Македонија. Затоа ги повикуваме представниците на СДСМ во Штип да излезат и да го објаснат овој закон, што всушност овој закон ќе значи за Штип, да објаснат на штипската јавност. Во исто време, ВМРО ДПМН го поддржува одлуката на претседателот Ѓорги Иванов за непотпишување на указот на законот за јазици. А еве и реакцијата на општинската организација на СДСМ Штип на пресконференцијата на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Со донесување на законот за употреба на јазиците, кој што е целосно во согласно со Уставот на Република Македонија, не губи никој, а најмалку општина Штип туку се овозможуваат услови за подобра комуникација меѓу граѓаните и институциите, каде што има најмалку 20% население од една етничка припадност. Овој закон во ниту еден случај не може да го загрози македонскиот јазик како официјален јазик на Република Македонија. Според Уставот на Република Македонија, законот за јазиците ги опфаќа општините каде што
што има најмалку 20% население од други етнички заедници, што значи дека општина Штип, каде доминантното население е македонското, нема обврска да го практикува овој закон. Ноќеска опожарено возило на пратеничката Славица Шуманска-Митева од СДСМ во Виница. Како што информираат од МВР, ноќеска околу 1 часот и 30 минути на улицата Славчо Стојменски во Виница, непознати сторители скршиле стакло на автомобил Сеат Леон со винички таблички собственост на Славица Шуманска-Митева. Ја полеале внатрешноста на возилото со запаллива течност, која потоа ја запалиле. Полицијата извршила увид на местото на настанот и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Во организација на културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот продолжува традицијата на меѓународниот фестивал 4 Штипски ИСАР работи на инфраструктурното уредување на парцелите на градските гробишта во Штип. До сега се уредени 2 пристапни патеки, поставена е водоводна линија за јавни чешми, а вкупната инвестиција е околу 400.000 денари. Уредувањето ќе продолжи и понатаму. Се уредуваат градските гробишта во Штип. Јавното комунално предпријатие ИСАР работи на инфраструктурни проекти на гробните парцели, поставување на пристапни патеки и јавни чешми. До сега завршивме бетонирање на 2 пристапни патеки во должина од околу 80 метри, поставивме водоводен систем за 3 јавни чешми, а во моментов се работи и на поставување на 400 жардинери на пристапниот влез на самата гробна парцела. Станува збор за површина од околу 4500 метри квадратни. За инфраструктурно уредување на овој простор ИСАР ќе потроши 400.000 денари. Вкупната инвестиција која јавното предпријатие до сега вложи е околу 400.000 денари. Активностите околу уредувањето на градските гробишта ќе продолжат и понатаму со бетонирање на дополнителни пристапни патеки и уредување на сите парцели. ИСАР на јавна аукција го одбра најдобриот понудувач за набавка на прибор за чистење. Од претходниот тендер метлите се за 35 денари поевтини, а набавката на 7000 парчиња по цена од 15 денари. ИСАР ке заштеди вкупно 245.000 денари. Сите тендери на јавното предпријатие ИСАР ке бидат јавно објавувани, велат одговорните во Штипското комунално предпријатие. Понудувачот од претходната година достигна цена од 15 денари за метла, односно за 35 денари помалку отколку тендерот кој беше распишан од претходното раководство. Хипотетички, доколку јавното предпријатие ИСАР оваа година набави 7000 метли, колку што набавило претходното раководство, јавното предпријатие ИСАР ќе заштеди 245.000 денари. Петнаесети март е годишен повод за славење и солидарност во рамките на организациите на потрошувачи ширум светот. Тој се одбележува секоја година преку промоција на основните права на сите потрошувачи, каде се истакнуваат барањата да се почитуваат и штитат тие права, а се детектираат злоупотребите на потрошувачките права на пазарот и социјалните неправди кои ги поткупуваат овие права. Заштитата на потрошувачите се состои во група на закони, организации и институции создадени да се обезбеди правото на потрошувачите, како и правото на фер тргување, конкуренција и пласирање точни информации на производите кои се нудат на пазарот. Законите се дизајнирани за спречување на трговците кои би се ангажирале во некаков вид на измама или одредени нефер практики со цел стекнување на предност во однос на конкурентите. Законите за заштита на потрошувачите се еден вид на државна регулатива, чија основна цел е заштита на правата на потрошувачите. Заштита на потрошувачите е поврзана со формирањето на организацијата на потрошувачите која помага во информирањето на потрошувачите со цел да направат подобар избор на пазарот на производи и при решавање на нивните проблеми во потрошувачките спорови преку советување на нивните пријави и начин на нивно остварување. Многу е важно секој потрошувач да ги знае своите права, веднаш да ги пријави недостатоците, внимателно да го прочита договорот пред да го подпише. Тоа е моје право, со тоа се заштитувам сами од себе.
Тоа постоje многу одамно. У општината имаше, ако некој со ценни, именни и друго, трето, да се пожалиш, да се врне, да се рекламира, али тоа никој не го поштува. Ја имам половина Европа прошетано, како тука што има безредие никаде нема. Не баш секаде, некаде се осеќа дека немаме некое право ние да бидеме исправни, секој се наметнува своја политика. Тоа право е регулирано со закон, така да имаме право да ги рекламираме сите наши забелешки во однос на потрошувачката, услугите и сите други моменти што значат учесник во прометот на некоја работна организација и слично. Меѓутоа, колку се тоа право користи и злоупотребува и од едната и од другата страна е тоа посебен проблем, така да најчесто се одлучуваат да тоа го пријават во надлежните органи за презимање на мерки. Има случаи на издавање на фискални каси, фискални сметки по право, така да, а тоа е казниво по законот за трговија. Поплаки за сметки, услугување за гаранции и скриени недостатоци на производи, потоа за наградните игри и сезонските нарумувања, како и квалитетот на храната се најчестите представки на граѓаните во врска со непочитувањето на потрошувачките права, кои според институциите и Организацијата за заштита на потрошувачи, а и според намерата на законодавството во оваа област, најдобро се заштитуваат со едукација, реакција и засилена контрола. Сите институции во државата поврзани со заштитата на потрошувачите успешно се ја вршат функцијата и постапуваат согласно законите се со цел да се овозможи регуларна заштита на потрошувачите во Република Македонија. На крајот и трговецот мора да свати дека потрошувачот е секогаш во право. Тоа всушност во повеќето земји во Европската унија и во светот веќе функционира нормално и Република Македонија се стреми да го следи тој пат во интерес на своите граѓани, односно потрошувачи. Подпишан договор за соработка меѓу Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Музеј на Македонија. Во насока на отварање на универзитетот се поголемо и поголемо отварање кон општената заедница и кон другите, и ова е чин на отварање на универзитетот кон Музејот на Македонија и се разбира нашите студиски програми во делот на историјата и археологијата, од една страна, од друга страна делот на ликовните уметности кои се присутни на нашиот универзитет. Во секој случај ќе дадат голем придонес во поддршката на оваа соработка со Музејот на Македонија. Мислам дека и студентите и сите оние кои творат во културата ќе имаат голем придонес од ова. Музејот на Македонија се вклучува и официјално во образовниот процес на универзитетот и со тоа значи имаме една поширока, поголема можност за соработка и на домашни проекти, меѓутоа и за еден вид на меѓународни проекти кои што ќе ги реализираме во партнерство. Продолжуваат протестите во рудникот Саса. Не е постигнат договор за да се прекине блокадата кон рудникот, соопштуваат рударите. Доколку не се седне на преговарачка маса на која ќе биде нивниот локален председател, во тој случај од утре ќе ги радикализираат протестите. Неуспешни се синоќешните разговори меѓу синдикатите и менаџерскиот тим е оценката на председателот на локалниот огранок на месо Сашо Јованов, кој вели дека не е прифатено да се формира неформална група без тој да биде дел од неа. Рударите од Саса остануваат на ставот дека не отстапуваат од барањата за зголемување на платите. За пар месеци ќе одам во пензија. Меѓутоа сакам да ги поддржам моите рудари, пошто знам дека тешко е, рударскиот хлеб е тешок. Инаку професијата си ја сакам. Немам ни ден болување. Редовен работник, се работи за редовен работник во Саса. Значи, од рудникот по 50 милиона евра нето добивка овие рудари изработуваат од утрбата на Република Македонија. Рудно благо, а за рударите не останува ништо. Раководството на Саса потврдува дека синоќ имале разговори со првите синдикалисти, председателот на мултиетничкиот синдикат за образование, но раководството на Саса им ја доставил документацијата за легитимноста на синдикатот, пошто е прифатен како репрезентативен синдикат. На состанокот беше подпишан протокол со кој страните се обврзаат дека во рок од 20 дена, согласно регулативата, двата репрезентативни синдикати СИЕР и МЕСО ќе формираат заеднички тим за преговори со менаџментот на рудникот.
При тоа менеджментот уште еднаш нагласи дека тие остануваат подготвени да разговараат за сите барања на вработените во САСА, но исклучиво според процедурите предвидени со закон. Околу 300 рудари веќе втор ден без прекин протестираат во селото Долна Саса, каде што на локалниот пат ги пропуштаат возилата на местното население и училишните автобуси, но не и автобусите и камионите на рудникот. Рударите бараат во преговорите да се вклучат и ресорните министерства и владата. Во организација на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот продолжува традицијата на меѓународниот фестивал 40. Меѓународниот фестивал 40 2018 година се случува утре и задутре во Штип. Господин Донев, еве организацијата, во колку часот, од каде групи, што ќе можете се? Па вака, значи, во пресрет на денот на пролета 22 март и да не кажам штипскиот празник 40, кој е веќе и влезен како меѓународно заштитено културно богатство, Ристо Донев веќе четврти пат, значи традиционално организира меѓународен фолклорен фестивал 40 2018, на кој ќе земат учество две групи, едната е од Србија, од Белград и едната е од Живинице, Босна и Херцеговина. Концертите ќе бидат во петок од 18 часот во Домот на културата и во сабота исто во Домот на културата во истото време 18 часот, а во меѓувреме во сабота, доколку дозволат временските прилики, ќе има големо дефиле низ улиците на Штип, ќе има заедничко дружење на сите учесници во Домот на младите, во Ваго во сабота и во недела, веројатно, ако може, ќе ги прошетаме гостите до нашите локални знаменитости и во недела се заминуваат. Само да подсетиме, дали влезот за концертите е слободен за граѓаните? Влезот за концертот, бидејќи се одржува во Домот на културата, е 50 денари. Картите може да се набават на билетарата во Домот на културата, уште од вечер, ќе се продаваат од 18 часот и утре пред концертот и во сабота пред концертот, така да ја користам приликата да ги повикам сите граѓани на град Штип да присуствуваат на овие два концерта, бидејќи ќе има што да видат. Од утре почнува вакцинирањето на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа. Ветеринарната клиника во Штип доби 7000 дози на вакцините. Годинава имунизацијата кај крупниот добиток против болеста јазлеста кожа почнува порано. Обезбедени се вакцините. Ветеринарните лекари во Штипската ветеринарна клиника од утре излегуваат на терен. Акцијата за вакцинирање стартува во стадата на сточарите од лакавичките села. Почнуваме со превентивната заштита кај крупниот добиток и ситниот добиток, зборуваме за телињата и за кравите, превентивна заштита од болеста чвореста кожа. Со оглед на тоа дека минативе години имавме проблем околу набавката на вакцината, евидентно е тоа и самите знаете дека каснеа многу. Оваа година се набавени сите вакцини, вкупната бројка негде околу 7000 глави, за кои верувам дека во најможен краток рок ќе бидат аплицирани. Од утре званично отпочнува вакцинацијата против чвореста кожа, односно јазлеста кожа. Првото место каде што ќе настапиме тоа е Лакавица и село Долани. Вакцинирањето на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа се спроведува трета година. Се чекаат резултатите од последните испитувања. Во Штипско, откако почне имунизацијата, нема регистрирано случај на болеста јазлеста кожа. Значи, оваа недела ни беше наложено да треба да извадиме крв од одреден број на крупен добиток, односно крави, говеда. Крвта ја испратиме во Скопје, ги чекаме анализите од титарот кој што треба да ни покажи репер на самата вакцина. Верувам дека со оглед на тоа дека во овие 2-3 години како работиме вакцинацијата, немаме ни еден случај појава на чвореста кожа, верувам дека вакцината си го покаже своето. Болеста јазлеста или позната и како чвореста кожа се појави пролета 2016 година. Во неодржавата заболеа над 500 грла добиток. Најголеми штети во стадата претрпеа сточарите од источниот дел од земјава, каде болеста се појави прв пат. Одиме со апел за помош за прибирање на средства за лекување на Кире Стаменков од Виница, на кој му е неопходна идна трансплантација на црниот дроб. Апел за помош. Драги пријатели,
Кире Стаменков од Виница, роден на 11 февруари 1979 година, ваш пријател и колега е хоспитализиран во текот на месец јануари 2018 година во клиниката за гастроентерохеопатија во Скопје, каде по извршени анализи и испитувања диагностицирана му е цироза на црниот дроб со дадена итна препорака за итна трансплантација на црн дроб од жив донор. Овој зафат не се извршува во Македонија, каде што Кире живее, и единствена можност да остане жив е да се упати на трансплантација во странство, за која операција во тек е обезбедување на документација за добивање конзилијално мислење и одобрување средства преку Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Покрај потребните лекарства за пропратниот хепатит кои се плаќаат по приватен пат, а кој Кире треба да ги прима до крајот на животот, а изнесуваат околу 500 евра месечно, и покрај борбата да се најде лице од роднинска линија која ќе биде донор, фамилијата низ овој тежок период има потреба од нашата хуманост за прибирање на потребните финансиски средства за трансплантација на црн дроб. За таа цел ги повикуваме сите пријатели и хумани луѓе да помогнат во донирање средства за потребната трансплантација. Операцијата и престојот во клиника во Турција е проценет да изнесува околу 85.000 евра со дополнителни трошоци за 10-дневен дополнителен престој надвор од покрајниот период од 6.000 до 7.000 евра, трошоци за предоперативното диагностицирање од околу 3.300 евра и трошоци за предоперативно лекување од околу 10.000 евра. Без оваа трансплантација и така критичната ситуација на Кире може да заврши најтрагично. Поради таа апелираме за ваша хуманост, за да го спасиме животот на Кире, кој е сопруг и татко на две дечиња на возраст од 7 до 10 години. За таа цел отворена е девизна сметка за донации од странство, на која може да се донираат финансиски средства за помош. Секој еден ваш најмал придонес не вреди премногу. Од се срце, благодарност на вашата хуманост и безцелна помош од фамилијата на Кире Стаменков. За крај одиме со информација од спортот. Машката екипа на УГД Студент се пласира во полуфиналето на македонскиот одбојкарски куп, додека женската екипа на УГД Студент е елиминирана од понатамошните куп надпревари. Вчера се одиграат четвртфиналните реванш надпревари во рамките од Купот на Македонија во одбојка, во кој настапи и машката и женската екипа на УГД Студент. Машката екипа во Штип беше поуспешна и во вториот реванш меч и ја победи екипата на Борец од Велес со резултат 3:0 во сетови, а истиот резултат беше и на првиот меч. Со тоа тие обезбедија пласман за понатамошните полуфинални надпревари, каде што ждребката ќе покаже кој од екипите на Вардар, Струмица или Провиштип ќе биде следен противник. Во Скопје пак женската екипа на УГД Студент беше поразена од тимот на Јанта Волеј со резултат 3:0 во сетови и е елиминирана од понатамошните куп надпревари. Што се однесува до првенствениот дел во сабота во Штип, ќе има двоен одбојкарски програм. Во спортската сала Јордан Мијалков, најпрво во 17 часот и 30 минути, ќе се сретат женските екипи на УГД Студент и на Пелистер Волеј од Битола, а веднаш потоа во 19 часот и 30 минути ќе се сретнат машките екипи на УГД Студент и на Струмица. Раководството на Брегалница го потврди терминот за дерби надпреварот со Беласица, кој што според програмата ќе се одигра во сабота во Штип. Нема ноќе надпревари и рефлекторите ќе почекаат на некој можеби поважен настани термин. Огромна беше желбата на любителите на фудбал во Штип, дерби надпреварот од 17-тото коло Брегалница Беласица да се игра во ноќен термин и под светлоста на рефлекторите, со што би се добила една фантастична атмосфера на дерби која заслужува внимание, респект и почит. Инсталираните рефлектори зјаат како украс и ќе чекаат некој друг можеби поважен момент за да се вклучат и да блесат во сил свој сјај, како што тоа беше на мечот Брегалница Пелистер во рамките од Купот на Македонија. Во денешниот разговор, спортскиот директор на Брегалница Елмир Мандак соопшти дека мечот Брегалница Беласица ќе се одигра во закажаниот термин како и сите останати надпревари од 70-тото коло на втората македонска фудбалска лига група Исток, односно во сабота 17 март со почеток во 14 часот. Веќе се делегирани судиите за овој надпревар, така да главен судија ќе биде Димитар Мечкаровски, на кој ќе му помагаат Дејан Неделковски, Гоце Петревски и Кристијан Гировски, сите од Скопје. Делегат ќе биде Сретен Милосовски од Провиштип, а контролор Марија Ристевски од Кичево.
Со последните информации од спортот, време да се одјавиме од дневникот на Ирис телевизија. Ви благодарам за